Thank you very much. Ви благодарам многу. It is such a privilege to be here. Навистина е голема привилегија да бидам овде. This is my second time in Macedonia, Втор пат ми е ова како сум во Македонија, my first time here. но прв пат помеѓу вас. My name is Menno, Јас се викам Мано, which is a bit difficult to pronunciate, можеби ви е чудно тоа име, тешко за изговарање, but I will listen to you, whatever you say. но како и да ме наречете, нема да ви се налутам. When you work with Niels, Знам дека со Нил се познавате веќе долго време it is impossible и односно додека работиш со Нилс, бидејќи тој работи со него, невозможно е not to fall in love with this country невозможно е да не се залюбиш во оваа држава во Македонија кога работиш со Нилс and to fall in love with the people. и да не ги засакаш македонците. And today I want to share with you something Денеска би сакал да споделам со вас нешто that God has really put on my heart. кој што Бог ми го стави на моето срце. And I'm going to share with you something that I believe Ќе споделам со вас нешто што јас верувам is very much on the heart of the Father дека е многу тоа нешто лежи на срцето на Бог Отецот and of our dear Lord Jesus и на Christ. нашиот драг Господ Исус Христос. And I'm going to share from John, Ќе споделам со вас од Евангелието според Јован and it's actually all the way from chapter 13 и тоа нешто се наоѓа во 13-тата глава to chapter 18, и продолжува се до 18-тата глава, but don't worry, но не се секирајте, I won't read everything. нема да читаме се. Otherwise, we will be here tonight. Инаку ќе треба да останеме до вечер. Hallelujah. They have time. We live in internet. Yeah, that's true. That's true. And if you look at chapters 13 to 17, Ако погледнеме од 13-тата глава од Евангелие според Јован се до 18-тата глава, John used 5 chapters Јован користи 5 поглавја to describe за да објасни, what happened between the Passover meal за да објасни што се случило помеѓу Паската and the time that Jesus went with his disciples to the Garden of Gethsemane. и се до времето, значи од Паската се до времето кога Исус отиде заедно со неговите ученици во Гецеманската градина. That's a very short period of time. Ова е многу кратко време And John used 5 chapters. и Јован користи 5 поглавја. I believe that's because it's important. Верувам дека земал толку време да објасни бидејќи тоа е многу важно. And in chapter 13, Во 13-тата глава Jesus bowed down before his disciples Исус клекнува пред учениците to wash their feet. и им ги мие нозете. And they were like astounded Тие се зачудени просто, because in those days, in that culture, зашто во тие денови и таа култура нивна, that was not done. тоа било чудно нешто. You don't, the Lord, the Master, the King, Господ, Господарот, Учителот, Кралот does not bow down to wash your feet. не можеше да се наведне и да мие нозе на учениците негови. And then they go and they have the meal. И тогаш отишле и за да јадат. And in other Gospels, you can read about the Last Supper, for example. Во другите евангелија може да прочитате исто така за Господовата вечера, односно последната вечера која Исус имаше со учениците. But John focuses on something else. Но Јован се фокусира на нешто друго. And I want you to just imagine for a moment. Би сакал за миг да замислиме. You can smell the smell of the bread that's been baked. Може да го помирисате мирисот на лебот, The smell of the meat that's been cooked. мирисот на месото, на јагнињата кои што се приготвува за време на празникот. And this is a time of celebration normally. И ова време е време на прослава. But Jesus knew what he was going to be doing. Но Исус знаеше што ќе направи. That he was going to give his life Дека тој ќе го даде својот живот for you, за вас,
for me, за мене, and he starts speaking to his disciples. и тој започнува да ги поучува неговите ученици. Now I imagine that if you are going to lay your life down, И јас можам да замислам дека вие ќе го положите вашиот живот you will share what is on your heart, what is most dearest on your heart. и ќе зборувате за она што ви лежи на срцето. Now all the words of Jesus are important, Сите зборови на Исус се важни, but for me there is something special about these chapters. но за мене има нешто многу посебно во овие поглавја. And I want to take you to, and I want to start in John 14 verse 1. Сакам да започнам во 14-та глава од Евангелие според Јован, првиот стих, Because it's so beautiful. затоа што овде е навистина прекрасно, Because Jesus knew what was coming. бидејќи Исус знаеше што доаѓа, And the first thing he says и првата работа која што ја вели, is he says, don't let your hearts be troubled. вели да не се вознемирува вашето срце. Trust in God Вие верувате во Бога, and trust also in me. верувајте и во мене. And then it starts. He's going to say a lot of things in this chapter. И потоа продолжува да раскажува за многу работи во ова поглавје. But I want to pick something especially out of it. Но сакам неколку работи од овие посебни работи да истакнам. In John 14 verses 15, Во Јован 14:15 стих he says, if you love me, вели ако ме љубите, obey my commandments. пазете ги моите заповеди. Now imagine, I believe he was not saying this like a tough person. Верувам дека ова реченица не ја изговори така строго. I imagine him saying this with tears in his eyes, Верувам дека Исус ова го изговараше со солзи во неговите with очи, so much love, со толку многу љубов, the way Neil sometimes looks. на начин на кој што некогаш Нилс изгледа. And then it continues. И продолжува. And he says Вели in verse 21 of chapter во 14, 21 стих во 14 глава, he says again, those who accept my commandments вели кој ги има моите заповеди and obey them и ги пази, are the ones who love me. тој ме љуби. And because they love me, А кој ме љуби, my Father will love them, него ќе го љуби мојот татко. and I will love them И јас ќе го сакам, and reveal myself ќе to му each се of them. објавам сам. But he hasn't said what his commandment is. Но Исус не рече што е неговата заповед. The disciples ask all sorts of questions, Учениците прашуваа различни прашања and most of them are missing the point. и повеќето од тие прашања не водеа кон целта, ја промашуваат целта на разговорот. They are asking about why will you reveal yourself to us and not the world? Тие прашуваат зошто сакаш да ни се објавиш нам, а не на светот. But I believe Jesus is trying to say something Но much more верувам important. дека Исус сакаше да каже тука нешто многу поважно. And he continues in verse 27, И тој продолжува во 27 стих, or sorry, verse 23. извинете, 23 стих, And he said again, all who love me will do what I say. и тој вели повторно, My Father will love them, Исус во одговор им рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово, and we will come and make our home with each of them. и мојот татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. And then И тогаш, in chapter 27, во 27-то поглавје, he's saying, I'm leaving you with a gift, односно 27-миот стих, извинете, peace of mind and heart, вели, ви оставам мир, ви го давам мојот мир. and the peace I give you is a gift the world cannot give. Не ви го давам како што го дава светот. So don't be troubled, Нека не се вознемирува вашето срце or afraid. и нека не се плаши. Jesus has just repeated 3 times Исус 3 пати повтори that we should obey his commandment. дека треба да ги почитуваме неговите заповеди. But he hasn't said what his commandment is. Но не кажа што се неговите заповеди. And then he continues. И тогаш тој продолжи, It's like he's building up the pressure. изгледа како да го притисокот да се зголемува тука. Probably he will say something important. Веројатно тој ќе каже сега нешто многу важно.
And then he continues in chapter 15 И тој продолжава во 15-тата глава with the grapevine and So- the branches, со приказната за лозата и гранките. and how the branches need to be connected to the grapevine. За тоа како гранките мора да бидат поврзани на лозата. And then when he said that, И кога го рече тоа, and by the way, in that section of text, патем во тој дел во тој дел од поглавието, he will say 4 times Исус 4 пати how the branches need to be connected to the ја grapevine. повтори како гранките мора да бидат поврзани со лозата. And then again, he repeats in chapter 15, verse 10, И повторно во 15-тата глава 10-тиот стих од Евангелие по Јован тој повторува: when you obey my commandments, ќе останете во мојата љубов, you remain in my love, ќе останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди, just as I obey my Father's commandments како што ги запазив и јас заповедите на мојот татко, and remain in his love. и останувам во неговата љубов. Now, Jesus has said 4 times Исус 4 пати рече, to obey his commandments. повтори да ги почитуваме неговите заповеди. Maybe this is important, Ова веројатно е многу важно. but still, he hasn't said what his commandment is. Но тој се уште не кажа која е неговата заповед. And then in chapter 12 of John 15, И тогаш во 12-тиот стих од Евангелието според Јован 15-тата глава he says, "This is my commandment, им кажува, велејќи, ова е мојата заповед, that you love each other да се љубите еден со друг, the same way како што that I loved you." јас ве засакав вас. I want this to land for a minute. Ајде за миг да размислиме. In those days, they knew the law of Moses. Во тие денови беше познат законот Мојсиев. And the law of Moses taught them to love God И законот Мојсиев ги учеше да го љубат Бога and to love your neighbor as yourself. и да го сакаат ближниот како самиот себе си. And that's very good. И тоа е прекрасно. But Jesus asks us, Но Исус побара од нас, as his children, од неговите деца, to love each other да се сакаме еден со друг, the way that he loved us. на истиот начин на кој што тој не сака нас. That's not just loving as your neighbor. Ова не е начин како што го сакаш твојот ближен. That means that I should lay down my life Ова значи дека јас треба да го положам својот живот for you. за тебе. That's different. Ова е разликата. That's not something we can do Ова не е нешто што можеме лесно да го направиме in our own strength. во нашата собствена сила. That's when we need the Holy Spirit. Затоа ни е потребен Светиот Дух. That's why Jesus says that if we obey his commandments, Затоа Исус рече, ако ги почитуваме неговите заповеди, him and the Father come in us. тој и Отецот ќе се вселат во нас. Because there's no way Зашто нема друг начин you could even come close да се доближиш to this kind of love. до оваа љубов. This is so deeply founded in who we are in Christ, Ова зборува за тоа кои сме ние во Христос. but it's completely foreign to this world. Но ова е тотално непознато на овој свет. In Colossians 1 verse 13, Во Колосијаните, првата глава, 13-тиот стих, just to find it. Во Колосијаните, значи, првата глава, chapter 1, verse 13. yeah, Во Колосијаните, прва глава, 13-тиот стих, Paul says, "For he has rescued us from the kingdom of darkness апостол Павле вели, тој не избави од власта на темнината and transferred us into the kingdom of his dear Son." и не пресели во царството на својот возлюбен син. There are 2 kingdoms. Има две царства. The kingdom of darkness, Царството на темнината, which is this world, кое што е овој свет, and the kingdom of his dear Son. и царството на неговиот возлюбен син. And we are in this kingdom. И ние сме во оваа царство. But we need to be transformed. Но ние треба да бидеме трансформирани, преобразени. When we come to Christ, Кога доаѓаме до Христос, immediately
Веднаш. The minute you give your life to Jesus, Истата минута кога ќе го предадеш својот живот на Исус, you are moved from the kingdom of darkness ти си преселен од царството на темнината into the kingdom of his dear од son. царството на неговиот возлюбен син. There is nothing you can do to buy that. И не можеш со ништо да го спречиш овој процес. But our minds need to be transformed. Но нашиот ум мора да биде трансформиран, преобразен. You're already a son Ти си веќе дете Божјо, or a daughter. син или ќерка Господова. But all you know is the kingdom of the world. Но се што знаеш е за царството на овој свет, како тоа функционира. And the kingdom of the world Но царството на овој свет operates on fear. работи на основа на страх. So it means that we fight, Тоа значи дека се бориме, we lie, лажиме, we steal, крадеме, we gossip, оговараме, we look down on each other. гледаме со непочит на еден кон друг, Because in the kingdom of this world, зашто тоа се принципите на овој свет. we are each other's competition. И во овој свет еден со друг сме компетиција. And if I push you down, Тоа значи ако тебе те притискам надолу, I will go up. јас одам нагоре. But that's not the way of the kingdom of Jesus. Но ова не е принцип во Божјото царство. Because in the kingdom of Jesus, Зашто во царството на Господ Исус Христос, I'm already a son, јас сум веќе син or you're a daughter. или ти си ќерка. Nobody can take that away from you. Никој тоа не може да ти го оттргне. You don't have to fight. Не треба се бориш за тоа. You don't have to lie. Не треба да лажеш. You don't have to gossip. Не треба да оговараш. Because everything that has been given to you, Зашто се што ти е дадено, nobody can take that away. никој не може да ти го земе. You don't have to push yourself up. Не мораш да ги стискаш другите надолу за да ти одиш нагоре. You don't have to earn money or earn points with God. Не треба да заработуваш поени кај Господ. Instead, Наместо Jesus is calling us тоа Исус те повикува not to push somebody else down да не ги притискаш другите надолу so I can come up, за да ти се истекнеш, but to lift someone up но да ги подигаш другите and to give freely what God has given me. и да го даваш бесплатно она што Бог тебе ти го дал. So what is this? How do we do that? Што значи ова? Како можеме да го постигнеме ова или да го направиме тоа? And I just want to give you a couple of thoughts. Сакам да ви дадам неколку мисли само. First, Прво, we need to fully surrender to Christ and receive His Holy Spirit. треба целосно да му се предадеме на Исус за да го примиме Светиот Дух. When Jesus tells us to love each other, Кога Исус ни вели да се љубиме еден со друг, He doesn't expect us to do that in our own strength, тој не очекува ние тоа да го правиме во нашите собствени сили. because He knows that we cannot do that. Зашто тој знае дека ние тоа не можеме да го направиме во собствената сила. So to do this, За да го направиме тоа, we have to surrender to Him, треба да му се предадеме нему and the Holy Spirit needs to do this in us. и Светиот Дух треба да го направи ова во нас. Second, Второ, we need to understand who we are in Christ. треба да разбереме кои сме ние во Христа. Because if you believe Зашто ако веруваме that you still need to earn points with God, дека се уште треба да заработувате поени кај Господа, that somehow you're not good enough for God, дека на некој начин не сте доволно добри за Бога, and let me tell you a little secret, да ви кажам една тајна. none of us are good enough for God Никој еден од нас не е доволно добар за Господа without Christ. без Исуса Христа. This is why Jesus came. Ова е причината зашто Исус дојде. This is why He gave His life. Ова е причината зашто Исус го даде својот живот. But then you receive it as a free gift. Но тоа ти го примаш како бесплатен дар. And God tells you you're a daughter or a son. И Господ тебе те нарекува своја ќерка или син. Once you understand that, Штом еднаш ова ќе го разбереш, that there is really nothing you can do, дека не можеш ништо да направиш повеќе, it means you can start to freely give away тоа е моментот кога ќе започнеш да се даваш себе си what God has given you. бесплатно и да го даваш, односно она што Бог тебе ти го дал. 3, По 3, we need to fully realize how much He loves us.
треба целосно да сватиме, да осознаеме за себе си колку тој не сака. If someone says something mean about you, Ако некој if someone says something mean about you, ако некој нешто ти каже што тебе ти значи in this world, во овој свет, our reaction is to hit значи them ако or некој something. нешто ти каже лошо на тебе, реакцијата на овој свет природна е веднаш да му возвратиш со ќотек. Because we feel threatened. Затоа што тога се чувствуваш загрозен Or afraid. или исплашен. But if I'm already a son or daughter of God, Но ако сум јас веќе син или ќерка на Господа, then it may still hurt if you say something mean, ако нешто лошо ми кажеш што може да ме повреди, but I can give you love anyway. но и покрај тоа јас ќе ти возвратам со љубов. 4, Под 4, we need to realize that the love God feels for me мораме да осознаеме дека љубовта која што Бог ми ја дава мене is also the love God feels for you. е истата љубов која што Бог ја има и кон тебе. So, Значи, if I say something mean about my brother, ако јас кажам нешто лошо за мојот брат, I need to realize јас треба да сватам that we have the same father. дека ние имаме заеднички татко. And he's looking at me, И тој ме гледа мене, saying something mean to you. кој што јас тебе ти кажам нешто лошо. Now just imagine that you have children. Ајде замислите, имате деца. You don't want them to fight. Не сакате да се тепат едно со друго? God loves us both. Бог не сака и двајцата нас. There is mercy for me, Има милост за мене, but there's also something to learn. но Господ сака да научам нешто. Because if I say something mean about you, Зашто ако јас нешто кажам лошо за тебе, I'm not spreading the love of God. тоа значи дека не ја ширам Божјата љубов, I'm spreading the system of this world. туку го зрачам, го ширам, го имитирам системот на овој свет. And I don't want to do that. И јас не сакам тоа да го правам. And last, И последно, this is how we should love. овака ние треба да љубиме. And this love should drive our behavior И оваа љубов треба да го движи нашето однесување in everything we do, во се што правиме. how we speak about each other, На начинот како ние разговараме еден со друг, how we look at each other. како се гледаме еден со друг. And it's not easy. И ова не е лесно. It doesn't have to be. И не треба да биде. And you will make mistakes. Но знајте дека ќе погрешите. And sometimes you will fall. Понекогаш ќе паднете. At least I do. Барем јас паѓам и грешам. But there is so much grace Но има толку многу благодат and love и љубов and mercy. и милост. And the Father just wants us to take a step И Отецот сака ние да направиме чекор every time. секој пат. And it's very practical. И ова е многу практично. You see this, I'm not going to read everything, but you see this in Matthew 25. Нема да читам се, но ова може да го видите во Евангелие според Матеј 25 глава. By the way, I realize I'm giving you a lot of verses. Свесен сум дека ви давам многу стихови. I will send everything to you, Pastor Angel, so you can share it with Ќе everybody. ги сподели стиховите со мене, доколку некој сака да се наврати на нив, после може да ви ги дадам тие стихови, за да ги читате. In Matthew 25, Но во Матеј 25 глава, you see that Jesus says, гледаме дека Исус вели: I was hungry and you fed me. Јас бев гладен и ми дадовте да јадам. I was thirsty and you gave me a drink. Бев жеден и ми дадовте да пијам. I was a stranger and you invited me in your home. Бев странец и ме поканивте дома. I was naked and you gave me clothing. Бев без облека и ме облековте. I was sick and you cared for me. Бев болен и се грижевте за мене. I was in prison and you visited me. Бев во затвор и ме посетивте. He didn't say, Тој не рече: you prayed so very beautifully, Вие се молевте толку убаво, or you spent so many hours on your knees.
и посветивте толку време на вашите колена. All those things are good. Сите овие работи се убави. But you see, they are very practical things. Но гледаме дека има овде некои практични работи. The small hug you give someone, Малата прегратка која ќе ја дадете на некого. if you bring someone food if they're hungry, Кога ќе однесете храна кај оној што знаете дека е гладен. if you share what you have, Ако го споделите со другите она што го имате, and those things weigh heavy in the kingdom of God. тие работи многу повеќе тежат во царството на Бог. And I really want to bless you И сакам навистина да ве благословам. to read these chapters like Да ги читате овие поглавја and to just read them over and over again, и да ги читате повторно и повторно but to really feel the love of Jesus и да ја почувствувате љубовта на Исус. when he tells us to love each other, Кога тој не повикува да се сакаме еден со друг. because I believe this is so important. Зашто јас верувам дека ова е многу важно. And I really want to bless you with И that. навистина сакам да ве благословам со тоа. Amen. Amen. Thank you, dear brother.